Деновиве навршија четврт век од воената, поточно од конфликтите во Тетово во 2001 година. Забележувате, многу малку во македонските медиуми се зборува на таа тема. Март во Тетово обично е време кога планината почнува да се буди од зимскиот сон. Снегот полека се топи по падините на Шар планина, а градот се подготвува за пролет. Но пред точно 25 години мирисот на пролета беше заменет со мирисот на барут. Пред неколку дена навршија 25 години од тој 14 март 2001 година, кога тишината што со години го обкружуваше Тетово беше прекината од детонации што одекна од ридовите над градот. Тој ден започна настани што за секојаш ќе промена текот на современата македонска историја. Она што започна како локален вооружен судир, за кратко време се претвори во најсериозната безбедносна криза со која што се соочила нашата држава од прогласувањето на својата независност во 1990 година. Денес, четврт век подоцна, прашањето не е само што се случи тогаш, туку и какви последици оставија тие денови врз нашата држава, општество и иднината вкупно. Иако морам да кажам дека и од претходно се надзираше дека се приближуваме кон сериозен воен конфликт кога во Танушевци се случуваа укотниците и нападите врз полициските единици. Во планинското село Танушевци, кое што е на самата граница со Косово, вооружени групи, се сеќавате, почнаа напади врз полициските патроли и државните позиции. Набрзо во јавноста се појави организација што се само нарече Ослободителна народна армија или ОНА, или попозната исто и како УЧК. Нејзините представници тврдеа дека се борат за политички и национални права на албанците во Македонија. Но начинот на дејствување беше воен и терористички. Вооружени луѓе со униформи без официјални ознаки, позиции заземени во планините од позициите, односно од страна и правец на Косово, и напади врз безбедносните сили. Кон средината на март, конфликтот се пресели кон Тетово. Поточно на 14 март 2001 вооружени групи зазедоа позиции на ридовите над Тетово, особено околу Тетовската тврдина Кале и падините на Шар планина. Од тие позиции започнаа престрелки што го претворија градот во зона на вооружен судир. За прв пат по независноста Македонија се соочи со реалноста на отворен конфликт. Авторот на овие текстови тој ден беше на лице место заедно со позициите на македонските безбедносни сили. Имено, бев во Скопје кога слушнав дека започнале престрелки во Тетово, седнав во кола, не знам колку тоа беше паметно или сулудо погледнато низ денешна перспектива, меѓутоа после помалку од 1 час се најдов точно каде што беа позициите на македонските безбедносни сили. Тие беа на излезот од градот, кој што гледаше кон Тетовското Кале, и беа присутни чести престрелки. Не се пукаше цело време, меѓутоа имаше чести престрелки. Малку подолу во градот беше распоредена и армијата на Република Македонија. Куриозитет е тоа што по самото моје пристигнување таму, во непосредна близина на позициите експлодираше мина од минофрлач. Остатоци од таа мина поседувам и денеска. Среќа беше што
таа експлодираше во двор меѓу две куќи, така што во многу незиното разорно дејство беше намалено. Да експлодираше поблиску до нас, најверојатно дека ќе имаше многу посериозни повреди на страна на македонските одбранбени сили. Во следните денови Тетово живееше под постојан страв. Од позициите над градот се слушаа истрели, експлозии и рафали. Граѓаните се криеа по домовите, а улиците беа испразнети постојано. Тврдината Кале и околните ридови стана клучна точка на судирот. Од таму беа гаѓани сите полициски позиции, а градот се најде во состојба што многумија ја опишаа како делумна опсада. По неколку недели неизвестност, државата започна голема безбедносна операција. Во акцијата беа вклучени специјалните полициски единици, армиски сили, оклопни возила, артилерија и хеликоптери. Борбите беа жестоки. Хеликоптерите на армијата на Република Македонија летаа ниско над ридовите, тенковите се движеа по периферијата на градот, а полициските единици напредуваа кон позициите на бунтовниците, кои што често се повлекуваат зад ридовите и во правец на Косово. По повеќедневни судири, безбедносните сили успеаа да ги потиснат вооружените групи од Калето. Но повлекувањето кон планината не значеше и крај на конфликтот. Напротив, тоа време од нивна страна беше искористено да се регрупираат, односно да го расшират фронтот и конфликтот да го започнат и на други делови од македонската држава. Во ова видео можам исто така да ви потврдам дека бев дел од групата пратеници кои што бевме 5-16 од нас, кои што го запоседнавме кабинетот на тогашниот председател Борис Трајковски со барање од негова страна како врховен командант да потпише безусловно напад на армијата на Република Македонија врз терористичките позиции. Тогаш од негова страна не добивме веднаш позитивен одговор. Тој се повлече неколку часа пред да се врати, на што од наша страна беше укажано дека ние нема да го напуштиме неговиот кабинет се додека не добиеме потврден одговор дека ја потпишал наредбата за напад од страна на армијата на Република Македонија врз позициите на терористите што беа околу Тетово. Тогаш тој тоа го направи после неколку часа, а веднаш штом армијата тргна кон позициите на терористите со тенкови, тие веќе ги беа напуштиле. Мој сомнеш до ден денеска непотврден е дека тие терористи има дојава дека македонската армија ќе нападне со сите сили и со сите расположиви средства од сите страни. По настаните во Тетово, кризата почна да се шири. Вооружени судири се случија и во Куманово, во Липковско, а подоцна и во непосредна близина на Скопје. Најтешките моменти дојдоа кога борбите се приближија до главниот град. Рачинова стана символ на опасноста дека земјата може да влезе во граѓанска војна во која што ќе биде вовлечено и Скопје. Во Скопје се одржуваа протести, политичките тензии раснеа, а јавноста беше поделена. За жал, никогаш не се прогласи војна состојба, нешто што кое како пратеник го предложив јас и поголема група пратеници, но за жал од тогашната опозиција бевме блокирани. Мојата идејата на мојата тогашна пратеничка група беше да се прогласи војна состојба, да се расчисти со терористите, да се ослободи територијата, а после тоа да се седне да се преговара. За жал, тоа никогаш не се случи. Но се случи влада на национално единство, тоа земете го во наводници под силен притисок на меѓународната заедница.
Потоа стана јасно дека конфликтот нема да се реши со оружје и со одбрана на територијата, туку ќе се почне процес кој што доведе до познатата рамковна спогодба или договор во Охрид, кој што јас го нарекувам Охридска рамковна капитулација, и таа Охридска рамковна капитулација ја промени државата за секогаш. Практично по 5 месеци судири, во август 2001 тој договор се случи, со него официјално заврши конфликтот, но и започна нова фаза во историјата на Македонија. Уставот беше изменет, системот на права на малцинствата беше проширен, државата се трансформираше во сосема поинаков политички модел. За едни тоа беше компромис што го спаси мирот, за други тоа беше отстапка направена под притисок и на штета на македонците. Прашањата за амнестијата, за жртвите, за одговорноста и за вистината за 2001 до денеска останаа отворени, и по 25 години од 2001 година се уште ние точно не знаеме што се случуваше и како работите се одиграа до Охридската рамковна капитулација. Ќе завршам со тоа што ќе кажам дека Тетово денеска е град што живее во релативен мир, македонците се мајоризирани, се големо малцинство со многу малку права, луѓето одат на работа, децата одат во училиште, а планината делува тивко. Но за оние што ги преживеа тие денови, звукот на експлозиите се уште постои во спомените. Историјата не научи дека конфликтите почнуваат неочекувано за некои, но дека последиците може да трајат со децении. Затоа, март 2001, поточно 14 март, и точниот ден кога се отворија конфликтите над Калето, за нас не треба да биде само датум, туку да биде потсетник што се смени од тогаш до денеска со нашата држава. Јас сум Филип Петровски, благодарам што сте дел од мојот YouTube канал.